Почитувани, жалам што е веќе десетина амандмани ми се одбиени. Мене на колегата Мицевски кој гравитираме, идеме од тој дел Штип и Штипските региони, односно и општината Карбинци. Претходно учествувал со неколку амандмани со колешката Благица Ласковска од Фино Стојановска, исто така и таму разочарувачки. Ја не знам зошто ние буквално ќе држиме овие тогаш седници и ова комисија. Кажете, не прифаќаме ништо, да завршиме работа и не знам зошто сега вака се прави. Се работи за 3 милиона денари. Што е, ова е многу важен суштински амандман, многу важен проект. Вчера ви зборував за пречистителна станица на отпадните води од канализацијата на населбата Карор. Рековме, значи таму претходната власт градеше и асфалтираше улици, ја почна канализацијата, донесе и ја приклучи населбата кон градскиот водовод, се направи спортско и детско игралиште за дечињата. Сега има една ситуација која сакам да ја знаете, сакам да алармирам. И она што го кажавте, почитувана заменик министер, може би држи вода, дека треба, нели, некој од локалната самоуправа тоа да го реши. Меѓутоа не е решен. Чисто сакам да знаете како информација, тој на некој начин е и регионален пат. Значи, Штип, која се поминува Штип, има функцијата на регионален пат, се поминува низ сред населбата и ги поврзува двете општини, општина Штип и општина Карбинци. Тоа е пат со исклучително голема важност и голема фреквенција. Јас кога ви кажував и не случајно сите амандмани се така направени. Сега рече некој, нели може би требало претходната власт да направи. Претходната власт таму има инвестирано многу километри асфалт. Вие знаете, бидејќи бевте во претходната гарнитура, знаете дека многу се вложуваше таму. Го зборувавме и Балван, го зборувавме и Тројгерци, баравме за Горна Тројгерци, отидовме некај Врсаково, тука е Тричешми, Судик, Сарчиево, секаде таму има нови патишта. Тука е и патот, магистралниот пат што се прави од Штип кон Кочани. Значи, тука е и трафостаницата која ги поврзува со струја и двете соседни држави, и Бугарија и Србија. Тука е и гасоводот кој поминува. Значи, тука имаме и обновување на водоводната мрежа. Значи, огромни се проектите во тој дел. Тука во близина на ова индустријската зона во Карбинци. И сега, јас ви кажав, нели мостот после поплавите и штетите се обнови мостот тука на реката Брегалница помеѓу Балван и Таринци. Тоа е населено место што е многу близко до сето ово. Зошто ви го кажам? Се минува низ сред населеното место. И безбедноста на луѓето, бидејќи е фреквентно и голем дел од граѓаните за да скратат, да не одат директно кон Штип, од Делчево, од Берово, од Виница, од Кочани, поминуваат по крове пат и мора да поминат низ ова. Заради безбедноста на граѓаните е многу важно овој пат да се направи. Овој тротоар. Се барат 3 милиона за 700 метра. Значи, доколку тоа би се направило, тука можноста на дечињата, на возрастните луѓе да можат да бидат заштитени. Значи, едноставно, кога се патот дел и сега се обновуваше еден дел таму на почетокот на населбата, да бидам искрен, меѓутоа, значи, таму недостасува еден дел, а тоа е тротоар. Тротоар кој ќе биде во заштита и функција на граѓаните, оние што минуваат тука. Бидејќи реков, тој е пат така направен, минува низ сред населбата, меѓутоа се користи и има огромно движење, бидејќи поминува и кон општината Карбинци во Плачковичкиот регион, а тука знаете дека веќе Карбинци со претходната власт исто така го поврзавме и кон Виница. Значи, не малку се работи на тој терен. Значи, имаме пат кај што од општина Карбинци, поготово од населеното место или селото Арголица, се движи према општината Чешиново Блешево, општината Зрновци, каде што на некој начин се споени тие. И тоа беше многу важно барење и проект кој беше насушно потребен за граѓаните од тоа место. Сега тука останува една делница која што е многу важна. Понатаму имаме идентични ситуации во однос на барења за такви тротоарски решенија на ниво на цела општина, бидејќи таму од аспект на заштита, меѓутоа од аспекти на спортско-рекреативни активности. Така да јас, вие се произнесовте, ги замолувам колегите пратеници да имат предвид, затоа што мислам дека покрај другите, не дека не се помалку важни, меѓутоа со ова можеме да решиме многу и да на некој начин да ги заштитиме дечињата од едни несакани последици или било какви сообраќајни метежи во таа населба. Благодарам.